bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal той ке стане најмили. Ние зборуваме за сообразување, за единство со Исус. Со кого јас се идентификувам, со кого се сообразувам. И клучното прашање што барам јас овде на земјата, тоа е прашање кое многумина го поставуваат кога ќе остареш, ќе ја изгубиш силата. И ќе видиш дека нема доволно љубов, дури ни кај твоите блиски кон тебе. Дека луѓето се љубат само себе си, евентуално плюс-минус, своите страсти, својата телесна природа, сакаат да истераат еден живот, знаете? И потоа доаѓа моментот кога ќе разбереш, ќе ти прати некој човек да ти зборува за Исус. Ти немаш време да слушнеш, не сакаш да слушнеш, или се бавиш со некои земни заедници, поделени заедници кои не те носат до Исуса. Телесното обрезување, например. Правиш нешто телесно во умот, во устата, со устата, а со срцето си далеко. Како да дојдеш близко до Исус со срцето, ете тоа е целата суштина. Некој да ти покаже и да те научи. Како да бидеш со Исус вистински. И што треба да направиш, како да се вратиш. Како да ја сетиш љубовта која никогаш не престанува, да те научи да љубиш. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Знаете, ние можеме да зборуваме за одредени категории. Одредени категории на живење, делумно, привидно, телесно, мислиш дека си во Исус. Зборува и денеска низ мене, татко мој, нека секој збор ги допре сите оние кои ќе повикаат кон тебе, кои се жедни за твојата љубов. Како да се вратиш во својата вистинска природа? Како да се вратиш во твојата изворна природа? Како да останеш во љубовта? Како да се претопиш во љубовта? Ете, тоа е целата суштина. Христијанството е практична патека на менување на стариот човек, исчекорување во нов човек, промена на твојата собственост, промена на твојата припадност. Пазете, не си припаѓаш веќе на себе си, зарем не знаевте дека вашите тела и души, да му го предадеш телото да биде храм на Светиот Дух, тој да те учи и да зборува низ тебе. Ова често го повторуваме, но тешко се применува. Сите те држат до собствениот момент. Ние ќе читаме еден текст од Исус Христос. Нешто се случило. Видете, тоа е слезено, значи тој е учителот. Нешто ти се случило во животот, веќе е завршено. Завршено дејство и постапка, не може да се врати. И ти го повторуваш тоа истото 50, 60, 70 години, се наоѓаш во пустината, дошол некој Аврам, Мојсей, а Мојсей те извел од пустината. Се случило некакво чудо и се уште си во тоа, не можеш да се вратиш назад. Знаете, се случило нешто како состојба без љубов. Си излегол од царскиот закон на љубовта.
Не можеш да го вратиш настанот. Не можеш да промениш наназад нешто. Но можеш да се промениш ти вистински, од срце. Со сета душа, со сиот разум, со сето срце. Да се покаеш. Да се покаеш, да одбиваш да живееш како порано. Да му дозволиш на Исус да те промени. Со срцето да разберат, да ги исцелам. Да ги исцелам. Да се покаеш, да се оградиш, да се откажеш од злото, да не сакаш повеќе да правиш, да дишиш, да живееш зло. Со срцето да разбереш, со сето твое постоење. Дали во срцето жеднеш за Исус или си сакаш некоја своја желба? 2 Петар 3:9. Тој само е трпелив. Зошто се случува ова? Зошто ми се случува она? Тој е само трпелив, те чека. Зошто не сака никој да заврши во пропаст, туку секој да се покае и да се спаси. Пазете, 2 Петар 3:9. Секој, сите да се покајат. Затоа дозволува, пушта, чека, ти дава време на милост на земјата. Еднаш, 2 пати, 3 пати, пак се враќаш, пак истото го повторуваш. Што ти се случило, зошто мислиш, што ти рекле тие, зошто и велиш дека си простил. Ама кај сум погрешила? Па престани да мислиш, престани да зборуваш, престани да действуваш од себе, препушти се, пушти се, предај се во владение. Да се засрамиш од злото, да не го љубиш злото, да се тргнеш од злото. Тоа е стариот твој човек, ти што сакаш, со срцето да разбереш. Јас сакам ова. Исус да ти биде во срцето, не друго. Ти сакаш нешто тоа и се ќе направиш за тоа, например дете, маж, сопруг, жена, не знам кола и така, и потоа. Се му се поклонил на духот на овој свет, да се покајат. Му се поклони на духот на овој свет, наместо на Исус. Да ги исцелам. Од што да те исцели? Од нељубов, зло, од тоа, од старата, таа падната природа. 2 Петар 2:22. Песот се враќа на собствената блуеница и откако си се искапел, свињата, односно ти се враќаш во калта. 2 Петар 2:22. Дали се капам, па се враќам, се каам, па се враќам во калта, на стариот гревовен начин. Дали се порекнувам себе си, верувам во Исус и се враќам во светот, во блуеницата. Исус им вели, оди и не греши повеќе. Не постапувај по стариот начин, не постапувај по своја волја, не постапувај ти како што сакаш и мислиш. Постапувај и чекај водство од Исус. Научи да молчиш во присуство на Исус. Он да зборува, Он да ти каже, Он да ти објасни. Исус им вели, за да не те снајде уште нешто полошо. Има и полошо од тоа, од твојата состојба. Зошто сум јас ваков? За пари, цитат, беше го готов да постапува неправилно. Мамон се покајал ли ако пак постапува, но тој беше прекорен за својот престап, ќе ти испрати Господ некој, во овој случај, неговото магаре му прозбори, немо животно, прозборува со човечки глас, го натера да прекине со тие неразумни постапки. 2 Петар 2:15-16. Изборува за пророкот Балам, синот на Беор. Пазете, пророк кој за пари прави греф. Ни зборува за лажни пророци, лажни вероучители. Ој Исусе на помош, о неразбрани галатјани. Поради алчност ќе измислуваат разни приказки
само за да ве извлечат од духовниот, да ве внесат во материјалниот свет за телесна, материјална корист. 2 Петар 2:1-3. Ке се сврта дури, пазете го овој стих, и против Господарот што ги откупил. Таткото небесен, Исус и Отецот, ке се свртат и против него. Нов цитат 2 Петар 1:10. Затоа, драги пријатели, христијани, потрудете се да покажете постапка, дело, дека Бог, Исус, на вистина ве повикал и ве одбрал. Ве повикал и ве одбрал. Со постапки, со дело, да покажеш, со начинот на живење. Тој вели во Исусом, ти го гледаш дека живее заедно сообразен со светот. Ти му ги гледаш постапките, гледаш каде трча, зборува дека Исус, Духот, се потоа трча по доктори. Застани пред Исус и прашај го што да покаеш. Со срцето да разбереш. Како да разбереш со срцето? Та да ги исцелам, да бидеш исцелен. Ако праведните одваи се спасуваат, што ли ќе биде со безбожните и грешните? Видете, ти си зачекорил со Исус и пак си се враќаш, пак си живееш по старо. Покајувањето не е само со умот, со сето срце и душата. Дали јавно сведочиш за Исуса Христа, кој ќе ме признае јавно пред луѓето, и јас, Исус Христос, со Отецот Небесен, ќе го признам Негово Царството Небесно. Затоа, покајте се и свртете се кон Бог. Каде сум јас свртен? Кон овој свет. Сабарето дојдов во Мавро, снег се качив, помош, ангели помогнаа, качив некои материјали. Покајте се и свртете се кон Бог, за да ви бидат избришани гревовите. Дела 3:19, да се свртам кон Него. Тој да биде пред мене, во мене, зад мене, околу мене. Не ништо друго. Бришење на гревовите. Покајување. По целиот небесен свод има само едно име кое луѓето можат да го повикаат за да се спасат, а тоа е Исус Христос. Уште еднашка. По целиот небесен свод, само за православните и католиците, има само едно име на кое луѓето можат да се повикаат за да се спасат, а тоа е Исус Христос. Дела 4:12. Се ми пуштил порака, Пресветла Богородице, спаси нас. Не за сатаната и смртта, да за Исус. Во вашите и во нашите животи ќе се измислуваат своји приказни само за да ви земаат пари. Еве стихови, заедничка молитва на учениците, им забранија Народниот совет на црковните зналци, старешини да сведочат за Исус. Им забранија, и денес ќе ви забранат, кои сте вие, они ќе сведочеле. Дај им на своите слуги, се молат тие, смелост да ја проповедаат Твојата порака, мил Господи Исусе Христе, Дела 4:29. Твојата рака, Твојата мудрост, Твоето живо слово 4:28. Исусова рака и мудрост. И уште, испружија раката Твоја, за да исцелуваш, да даваш видливи докази, чуда да се случуваат во името на Твојот свет слуга Исус. Дела 4:30. Значи се молат на Таткото да ја испружи својата рака, да се случуваат чуда и дела во името на Неговиот свет слуга Исус. Не во друго име, во името Исусово. Потоа, по молитвата, местото на кое беа собрани се затресе, се случува тоа и на нашите средби. Сите се исполнија со Светиот Дух. Падна скоро едно момче во духот. Па со смелост продолжија, не сопреа, да ја проповедаат Божијата порака
Дела 4:31. Раката, прстот Божји, Отецот Исус исцелува. Негова е мудростта, Негова е силата, славата, царството, самиот живот, и ти си Негов. Само треба од срце да повикаш и да му се предадеш. Луѓето сакаат да се исцелат и да си се вратат во гревот, во калта, во влоеницата на старото. Подобро е да си останеш болен, ако е таква работата. Стојан Герасимов, македонец од Благоевград, во Сандански, мислам дека служи таму во една од протестантските заедници, се молел на Соборот: не му исцелувај, Господе, удри го татко посилно уште да се покае. И рипнала целата црква. Што правиш ти, што ќе умреш човекот? Така ми рече Духот. Уште посилно да се покае, со срцето да разбере, да се завртат кон Исус, да се завртиш кон Исус и повеќе нема да се вртиш кон светот. Со срцето да разбереш, оти кој ќе пострада со телото, престанува да греши. Кој ќе пострада со телото, престанува да греши, па преостанатото време на животот во телото да не го проживее веќе со човечки похоти, туку според волјата Божја. Преостанатото време да не го живееш по свое, туку по волјата Божја, да посредаш со телото, да се свртиш кон Исус, да те исцели, да бидат простени гревовите и да не се вртиш веќе во светот. 1 Петар 4:1-2. Затоа си пострадал со телото. Тоа е материализација на гревот. Тоа е аларм во твоето тело. Време на милост да сопреш со гревот, старата природа која те води во трајна смрт. Но близу е крајот на се. Малку е студено. Минусе. Бидете мудри и бодри во молитвите, сотрудници армакедонци, мо 1 Петар 4:7. Исусе, со мене за секогаш. Со мене за секогаш. Те сакам, Господе Исусе Христе. Сите што зборуваа, поверуваа, беа толку сплотени, Дела 4:32-36, сплотени и еднодушни, што никој од нив не зборуваше за својот имот. Пазете го овој момент тешко разбирлив. Како за лична собственост, се им беше заедничко. Денеска сите се затворени во собствената имот, собствени се држат за тоа. Апостолите со голема смелост сведочеа за воскресението на Господ Исус Христос. Треба и ти да правиш така, тоа е твојата работа. И Бог спрема сите нив беше многу благонаклонет. Меѓу нив немаше сиромаси, зашто оние што имаа ниви и куки ги продаваа и парите од продаденото им ги даваа на апостолите. А тие на секого му делеа според неговите потреби. Дали твојот имот го користиш и го ползуваш за Царството Божјо или само за себе, паднатата природа? Дали си се завртел кон Исус, да му предадеш се, вистински се, во Негова собственост и власт, да бараш водство, благослов од Него, што да работиш, како да зборуваш, како да постапиш, што е твојата служба. По една молитва во Израел, во автобусот ми рече како апостол Павле. И ете како апостол Павле, значи не живеам јас, тихо, Исус живее во мене, и тоа го забележуваат веќе сите. Ти остануваш во десната страна, во силата на љубовта која никогаш не престанува. Победуваш во сила. Остануваш, не отстапуваш. Со сето оружје Божјо. Например, Јосиф, кога апостолите го нарекоа Барнаба, односно утешител, утешуваш. Кој беше од племето на Леви, а родом од Кипар, имаше нива и откако ја продаде, ги донесе парите и им ги предаде на апостолите.
Дали ти ја продаде својата нива и им ги даде парите на апостолите, се однесува на некој дел од твојот живот кој го држиш и не го даваш за Исусова служба, во Исусова собственост, за слава Исусова. Го држиш за себе, за старата, падната природа и си живееш по старо, изборуваш малку за Исус и се враќаш на старото. И тогаш ти остануваш. Ако праведните одвај се спасуваат, што ли ќе биде со безбожните и грешните? Дај им на своите слуги смелост, татко мој, да ја проповедаат твојата порака, твојата рака и твојата мудрост во нашите действија и срца. Испружи ја раката твоја, татко, во името Исусово, за да исцелуваш и да даваш видливи докази, чуда да се случуваат во името на твојот свет слуга Исус. Една наша сестра доживеа чудо, срцето е било вакво, такво, на лекар се молевме, еднаш, два, три пати се случува чудо. Здраво срце почна да вика. Срцето ми е здраво и рекле докторите, не треба ни апчина да пиеш. Видете? Но дали му даде се? Дали се предаде? О, Исусе, те сакам. Оти кој ќе пострада со телото престанува да греши, да преостанатото време од својот живот да не го поминува во човечките похоти, туку според волјата Божја. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тој е само трпелив нашиот татко, те чека. Не сака никој да заврши во пропаст, туку секој да се покае и да се спаси. Го разбирате ли вие ова? Или не го разбирате? Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Ти благодарам што и во овој ден твојата сила, твојата љубов, твојата милост да се излее врз секој еден, отворете ги срцата, Господе Исусе Христе. Еве ти го срцево, душава, сакам да бидам син Божји, керка Божја, кој го води Духот Божји, исполне со твојата сила од озгора, во десната страна и велам не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце, во моето семејство, во заедниците. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Македонија ја враќам во собственост на Исус Христос, не за сите сатански договори. Ги прогласувам ништожни, согласен сум, барам од Таткото Небесен во името на Исус да слезе пламенен оган од небесата, да изгори се што е сатанско во нас, околу нас, во заедниците во македонскава земја. Исусе, ти си се што имаме. Те љубиме, Господе Исусе Христе. Љубовта Исусова во секое срце. Амин, до Божјо царство небесно. Амин. Та болест не е за за слава Божја сино да се прослави. Пријателот наш Лазар заспал, одам да го разбудам. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус ти вели. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус те љуби. Заспал тој ќе стане најмил